Економската криза станува се позагрижувачка. Инфлација, шокантен скок на цени, јазот меѓу богатите и сиромашните се зголемува. Станува невозможно да се живее. Даноците, иако се најавуваше дека ќе станат право пропорционални, зависност од финансиската моќ, оваа власт не успеа тоа да го направи. Во услови кога се зголемуваат цените и се најавува тешка енергетска зима, очекувањата се дека храната ќе биде се поскапа и се понедостапна за граѓаните. Додека Македонија, како сиромашна земја, е рекордер во нивото на фрлање храна. 67 годишниот Наце Трајковски од скопското село Кучевишка бара со солзи во очите пред камерите проговори за неговата животна приказна и тешка судбина. Некогаш работник во угостителството со достоинствени примања, сопруг и родител на 3 деца, денес е социјален случај без никакви приходи, со тешкоти и полуотворена уста, ни објаснува дека тој секој викенд доаѓа во центарот на Скопје да земе корка леб и бесплатен оброк од хуманитарните организации. Немам никакви примања. Можам пензија, можам да старачка пензија. Нема каде да се обрати. Нема каде да се обрати. Ајде, кажете колку години имате ВМО? 56-та сум роди, 11-7, 56-та. Не требаше пензија на 64 години од 4 плачам. Во ред. Смирете се. Смирете се, чешконац. Ја до овој степен да дојдам да се имам храна од овде. Ја сум помагал. Наце, барајќи некако да си ги доплати останатите 3 месеци од стажот, кои му се потребни да добие старосна пензија и некаков приход од државата за да преживува, вели дека засега со сопругата живеат со 18.000 денари, пари кои таа ги заработува како чистачка во една болница во Скопје. Единствено јадење денеска не одам секоја сабота. Нема сметките, нема ли ни вода, ни струја, не ништо. Сиромаштијата и немањето екзистенција, но и оптимизам за подобро утре, биле дел од причините поради кои Трајковски на неколку пати размислувал дури да го стори и најлошото, да си го одземе животот. Како подобро? Овој като се ја ни дрва имам, немам ништо. Жена ми рече, ти си една најголема будала, ќе ти поднесам развод брак. Жена ми рече, ќе ти поднесам развод брак. Деца сите дозна. Јас толку слушнав. Мислев, честно ти кажам, цело сум, да се самоубијам. До кој степен сум дошол? До кој степен ова општеството, поготово ова влада, нека им е на чест. Ова е катастрофа. Катастрофата. Дали има бре некој ред? Јас сум дојден. Жеља некој. Па тука 40 години. Па никој не е заинтересиран. Дали има уопште? Нема ништо. Не сум националист. Давам нека име. Во земја која 22% од населението живее под така наречената линија на сиромаштија, ваквите животни приказни кои се обидуваме да ги смениме ни се секојдневие, вели Тони Станковски од Сдруженијето на граѓани Љубезност, кој секој викенд дели оброци пред платото на домот на АРМ во центарот на Скопје. Секоја сабота во периодот од 12 до 14 часот овде, позади споменувот на мајка Тереза, на платова на пред дом армија, делиме оброци на бездомниците и се дели оброци од прилика околу 120 до 150, некогаш и 170 оброци. Меѓутоа, освен на оваа локација, одиме на 2-3 други локации, каде што бездомниците се движат, престојуваат, каде што се имаме договорено претходно, за да може да поделиме. Вкупната бројка што ја делиме од прилика 250 до 260 оброци. По последните 5 години, таа е бројка што отприлика константно ја имаме во саботите. Во некои
ајде да кажеме, опсек од 170 до 260 оброци. Со можеби случок на 2020 година, кога беше пандемијата, кога имаше ограничувања, па ние моравме да одиме да ги бараме онамо каде што се ради ограничувањата во движењето. И она што беше од после како реакција на целата ситуација, нели, ова некој остана и дополнително без работа, така да таа бројка тогаш можеби варираше повеќе. Меѓутоа константна е во изминативе 5 години. Зимата, да, што престои е предизвик за сите, вклучително и уште повеќе на луѓе кои што се на улица малте, нели, се на рап на екзистенција. Секојдневно се борат и се дел од ризикот, нели, на сиромаштија кој што, нели, во последниве години значително е евидентен и за кој што зборуваме, нели, постојано. И така да се надевам дека иако сите предвидувања се она што се кажува како превентивно за превземање за зимскиот период, се надеваме дека ќе имаме можност да одговориме на сето тоа и искрено се надевам дека ќе нема да се соочиме со многу поголем број на луѓе кои што бараат храна. Станковски, посочувајќи дека соработката со институциите мора да се подобри со цел да има подобра помош за сиромашните граѓани, воедно посочува дека оваа хуманитарна работа не би била возможна без компаниите донатори на храна. Соработката со фирмите, со компаниите е постојана, нели, во целиот период од како функционираме. Од 2013 година започнавме како иницијатива, од 2015 се формализиравме како здружение и тој однос го градевме, нели, постојано и со фирмите и со институциите. Меѓутоа многу е поразлично пред пандемијата и после пандемијата. Значи и количината на донации е многу помала од фирмите, од компаниите, со оглед на тоа дека и они се соочуваат со некои своји проблеми во работењето. Во меѓувреме, иако репортерската екипа на 25 минути во центарот на Скопје не најде ниту една отворена народна кујна која е под закрила на државата, побаравме одговор од Министерството за труд и социјална политика колку вакви кујни всушност се во функција на територијата на главниот град и низ земјава. Каква е нивната состојба во пресрет на зимата и се полошата економска состојба на граѓаните? Одбегнувајќи го директниот одговор на нашето прашање, Министерството за труд и социјална политика информираше дека во земјава постојат вкупно 48 народни кујни. Територијата на Република Северна Македонија отворена се 48 народни кујни во 48 општини, а оброците се делат во 61 пункт. Вкупниот број на корисници изнесува 3323 лица и на дневна основа се обезбедуваат исто толкав број на оброци. Купниот број на корисници во 2021 година изнесува 3293 лица и дневно биле обезбедувани исто толкав број на оброци. Ако се направи споредба со 2021 година, во 2022 година се забележува мало зголемување на бројката и тоа за 30 лица повеќе за разлика од 2021 година, велат од Министерството за труд и социјална политика. Кристијан Калинов од Ретвитни оброк, иницијатива која секоја сабота готви и дели стотици бесплатни оброци пред мајка Тереза, забележува дека сиромаштијата не го одминува главниот град. Големината на една нација, на една држава, на еден народ се гледа преку тоа како се грижи за најмалите, за најбедните. И дека ако во ова време ние цело време мислиме само на нас самите и не размислиме на другите, ќе промашиме еден важен момент, а тоа е наистина се погрижиме за оние кои што се најбедни во нашето општество. Како што кажавте, Македонија е една од највисоките стапки на фрлање на храна, повторно и тоа е една равенка со многу познати. Дел од познатите се дека всушност Македонија има многу застарени закони во однос на донација на храна. Кој е проблемот со институциите на кои што наидувате во таа насока? Проблемот со институциите конкретно од она што сум запознаен, во 2017 имаше една иницијатива да се промени овој закон. Владата направи иницијатива да се вклучат сите релевантни фактори, Агенција за храна, Министерство за економија и така натаму, да се разгледа можност да се направи закон кој што ова ќе биде улеснителна околност за фирмите, за дури за рестораните, оние кои што се бават со храната да може таа храна што не ја користат да ја пренасочат.
Имаше еден добар ентузијазам еден период колку што се сеќавам и посебно тоа како што знаеме нашава држава од криза во криза и претпоставувам дека што се случи дека таа иницијатива во парламентот се заташка некаде. Она што ќе биде одлично ако во овој период тоа се пренамени, ако повторно се донесе тоа на маса, се изгласа таков еден закон и да навистина тие ресурси кои што е штета што завршуваат на ѓубриште. Калинов забележува дека голем дел од сиромашните се срамат да пристапат и да земат храна, но кога институциите затајуваат, мора да помогнат граѓаните, деците на активистот. Кога беше почната иницијативата, иницијално имаше 2 девојки. До денес негде броиме околу 4000 волонтери кои што не си имаат вклучено изминативе 8 години, некој еднаш, некој редовно, некој од нив станали фасилитатори на процесот, го раководат процесот на готвење. А она со кое што Ретвидни оброк се бави примарно е подготовка на храна за бездомни луѓе во Скопје. Секој петок доаѓаме заедно во просториите на Евангелско-протестантска црква Гласност, припремаме околу 120-30-50 оброка, ги даваме на невладината љубезност со други плюс пакети храна кои што доаѓа, тие ги дистрибуираат кај Мајка Тереза во сабота низ Скопје и обслужуваме околу 300 лица неделно. Во однос на бројките, рековте дека постоите известен број на години. Дали периодов имате зголем број на оброци кои што ги донирате или каква е бројката? Може да се направи некоја? Да, секако кога почнавме мислам дека имавме околу 100 луѓе, значи тоа пред 8 години кои што ги обслужувавме. Еве, ви кажувам дека денес има 350 и најверојатно тој број не е целосната слика затоа што не сум сигурен дека постигнуваме баш сите луѓе да ги обслужиме. Но она што го осетивме изминативе 3 години од кога почна ковид е дека бројот на луѓе кои што имаат потреба од вакво нешто е секој ден се зголемува. Но додека голем дел од граѓаните немаат можност за ниту еден пристоен оброк дневно, десетици тони употреблива храна се фрла поради лоши законски одредби. Председателот на невладината Банка за храна Душко Христов објаснува дека од почетокот на кризата бројот на повици на граѓаните кои бараат храна од нив се зголемил за 2/3. Помошта во храна во нашата законска легислатива не постои. Но ние како организација, како поединци, не сме само ние во Македонија, ги има и други иницијативи, но еве за нас да кажам, дека ние, како што напоменав, дека значаен дел од помошта во храна ја добиваме од операторите со храна. Да биде за гледачите појасно, тоа се производители, дистрибутери и продавачи. Продавачи се маркетите. На тој начин, храната имаме наши канали на комуникација со истите тие субјекти, да на некој начин допреме до нив и барем таа храна што е со тесен рок на употреба ни биде донирана, бидејќи тоа е нашата цел и мисија да истата таа храна не заврши на ѓубриште. Тоа не значи дека храната која што е отпад ние делиме, баш напротив, не храна која што можеби не успела од разноразни причини да се продаде. По порастот на цените на горивата, дел од фирмите веќе почнале да се откажуваат од дистрибуција на храната до банката, посочува Христов. Повеќе од јасно е дека сиромаштијата ќе се продлабочува во земјава, а вишок храна се помалку ќе има. Долгите бирократски процедури кои траат и по месец дена ги одвраќаат компаниите да ја донираат храната чиј рок истекува. Пред прак на зимата и на говестување за уште еден тежок економски период, останува нејасно како владата ќе намали сиромаштијата во земјава, која според Државниот завод на статистика покажува дека речиси 452.000 граѓани се сиромашни, каде некои од нив дури не можат да си дозволат ниту еден оброк дневно. Јовановиќ, во услови на економска и енергетска криза, дел од финансиски моќните демократии, како решение, гледаат во прогресивниот данок. Наметнување на поголеми даноци на богатите, за да се намали всушност оној јас помеѓу богатите и сиромашните. Зошто македонските власти, иако долго време се дебатира за воведување на прогресивен данок, всушност не отстапуваат и не го озаконуваат? Јас се прашувам зашто владата не го прави тоа, затоа што ова би требало да биде социјалдемократска влада,
која што пред да дојде на власт ветуваше дека ќе донесе социјална правда, дека ќе работи за сиромашните, за работниците и се слично. Ветуваше дека ќе зголеми социјална помош, ќе зголеми државни вложувања, па не знам, образование, здравство, сите оние работи што се важни за обичните луѓе. Ветуваше дека ќе ги намали класните разлики, дека ќе ги оданочи богатите и ќе затоа ќе има повеќе пари за сите овие работи. Но ве гледаме за жал дека откако дојде на власт, многу малце направи од сето тоа што го ветува. На почетокот може би и правеа нешто, нели се покачи минималната плата, социјалната помош и слично. Се воведе дури прогресивен данок во 2018 година, ама се тоа беше краткорочно. За една година се укина, се врати рамниот данок, се укина прогресивен данок, се врати рамниот данок и многу брзо се, да кажеме, откажа од сите оние ветувања. Не знам ја што е точната причина. После повеќе објаснувања, едното е дека всушност тие никош и не биле вистински социјалдемократи, туку дека тоа само го ветувале за да дојдат на власт, за да ги добијат изборите. А второто е дека едноставно кога дошле на власт, премногу станале блиски до некои интересни групи, да кажеме оние што се зад скриени бизнис групи кои што стојат во позадината на секоја влада и поради тоа што се премногу блиски до бизнис групите, до бизнисмените, едноставно ја свртеа плочата, почна да водат други политики. Оно што е настрана од тоа зашто владата е ваква каква што е, сакам да искоментирам за општата економска ситуација во која што се наоѓа Македонија сега. Не е Македонија нешто премногу различно од останатите европски земји, особено земјите од Источна Европа. Проблемите се слични насекаде. Секаде имате инфлација потикната од војната во Украина, цената на нафтата, на струјата, на гасот, на храната се зголемени на светските берзи и тоа се пренесува во сите држави во Европа. Нема никаква дилема околу тоа. Сите држави се погодени од сличните проблеми, меѓутоа државите различно реагираат и во зависност од тоа како ќе реагираат, односно какви мерки ќе преземат, и исходите се различни. Македонија, за жал, моментално е една од пославите држави во цела Источна Европа, не само во, да кажеме, во нашиот регион, туку во цела Источна Европа, во веројатно и цела Европа, не само Источна Европа, во поглед на економските параметри. Оваа година веројатно ќе има некој минимален раст од околу 1%, дали и толку ќе видиме. Наредната година ќе биде веројатно уште потешка, можеби ќе биде и негативна, односно можеби ќе имаме и економски пад. Инфлацијата е една од највисоките во цела Европа. Најновиот податок денеска што излезе дека инфлацијата е веќе 19%, тоа е повеќе од она што се очекуваше и едноставно работите се излезени од контрол. Имате ли решенија, предлози, сугестии какви мерки всушност да преземе власта од досегашните, од оние кои досега ги презела, а немаат ефект? Оно што мора да го направите пред се, да ги замрзнат цените на основните прехранбени производи. Само ако ги замрзнат цените, ќе може да се стави под контрола инфлацијата. Цената на храната моментално не скока, затоа што на берзите е зголемена цената на храната. Мислам, таа е зголемена од почетокот на годината, ама во последниве неколку месеци цената на храната на светските берзи се намалува. Затоа што почна извозот на храна од Украина и поради тоа што се откочи тој проблем, се реши тој проблем, цената се намали. Значи на светските берзи моментално немате проблем со скок на цената на храната. Тоа што во Македонија и понатаму се зголемува цената на храната, во ситуација кога во светот цената на храната стагнира или се намалува, значи дека факторот е од домашни причини. Значи она што ја движи инфлацијата моментално во Македонија доаѓа од Македонија, не доаѓа од надвор. А тоа е алчноста на компаниите, тоа е алчноста на супермаркетите и на останатите инволвирани во бизнисот со храна, затоа што тие ги пумпаат нивните цени во обид да се збогатат во ситуација кога има ваква криза. Кога има ваква инфлација, ги пумпаат цените повеќе од колку што треба, за да си ги зголемат своите профити. Оваа инфлација пред се најмногу ги погода сиромашните. Во Македонија, секаде во светот е тоа така, сиромашните трошат многу поголем дел од својот буџет на храна отколку побогатите. Но во посиромашните земји тоа е уште поизразено. Во Македонија податоците се најсиромашните 10 или 20% од луѓе трошат околу 1/2 од нивниот буџет на храна, а најбогатите 10% или така нешто трошат околу 10-15%. Значи токава е разликата. Сиромашните практично скоро целиот свој буџет го даваат за храна, побогатите даваат многу малце. Второ што мора да го направат е да донесат мерки за раст на плати. Доколку ако немат мерки за раст на плати, поентата е дека инфлацијата ја јаде куповната моќ на парите. Парите вредат помалку. Например, сега кога има инфлација 20%,
100 денари вредат 20% помалку отколку што вределе лани. Тоа е суштината, односно можете да купите 20% помалку отколку што сте можеле да купите лани. И третото што мора да го направите е да дадат директна финансиска поддршка на оние кои што се погодени од криза. Тоа се пред се најсиромашните луѓе, оние кои што немаат пари леп да јадат. Македонија има екстремна сиромаштина. Македонија има 3,4% од луѓето во Македонија живеат во екстремна сиромаштија. Тоа се околу 75.000 луѓе според најновите податоци од пописот. Значи имаме ние 75.000 луѓе што живеат во екстремна сиромаштија, што значи помалку од 45 денари на ден. Лани со 45 денари можеше да се купи 1 леп и да кажеме пол литар млеко или така нешто. Оваа година може да се купи само 1 леп. Значи тие луѓе се ептен погодени од оваа инфлација и затоа мора државата нив да ги поддржи. Станува прилично загрижувачка ситуацијата. Последните вести вела дека речиси 5000 работодавачи не дале плата за август на работниците. Изброј на работодавачи воопшто немале поднесено пресметки за да исплатат плата на повеќе од 10.000 работници. Кој е излезот тогаш за овие компании? Не можам конкретно да кажам за овие фирми, затоа што не знам за какви фирми станува збор, но имате тука два аргумента. Едниот е дека фирмите секогаш се бунат, секогаш викаат тешко е, катастрофално е, помогнете ни, секогаш бараат помош од државата, а од друга страна, да, можно е да се случи на вистина во ваква тешка ситуација, фирмите да се погодени. Она што треба да го прави владата е да донесе мерки за поддршка на фирмите, ама тие мерки да се однесуваат само на фирмите кои што се навистина погодени и навистина се во тешка состојба и не можат да исплатат плати, да подмират трошоци за струја и се останато, ама не и на фирмите кои што се во добра состојба и имаат пари се уште, профитабилни се и изминатите години правеле профити и слично. Проблемот е што во Македонија што сите мерки што се дизајнираат за поддршка на фирмите, а многу ги има, сите овие години постојано не имаме мерки за поддршка на фирмите, сите тие мерки не прават разлика помеѓу типот на фирма. Праве на почетокот 2018 година кога бевме ја дел од тимот во Министерството за финансии, мерките што тогаш ги дизајниравме, ги таргетиравме само за фирмите што немаат висока добивка и слично. Откако се тргнавме ние, скроз тоа се заборави се и државата почна да дели она што се вика на сите им дава пари, дали не е битно дали му треба или не. И она што треба сега, значи државата е да дизајнира мерки кои што ќе се однесуваат само на фирмите кои што се погодени. И сега прашањето, главното прашање, од каде пари за сето тоа? Од тоа што ќе ги даночите големите фирми кои што прават добивки и во оваа криза. Во Европа е многу актуелен моментално еден данок на екстра добивка. На ниво на ЕУ моментално се разговара за таков данок. Предлогот на ЕУ е да се воведе данок на екстра добивка, windfall tax го викаат тие, кој што ќе биде минимум 35% од екстра добивка, односно од добивката што е повисока од нормалната добивка од изминатите 3 години. Една од мерките на помоćните финансиски земји всушност е воведување на помал данок за оние кои донираат храна, заради тоа што се ослободува всушност самата држава од вишокот храна, оние компании се ослободуваат, а со тоа се намалува всушност и сиромаштијата. Значи, дефинитивно треба се направи нешто околу тоа и една од првите работи на кои што работевме ние, кога јас бев во Министерството за финансии, е токму да се регулира донирањето на храна. Имаше една работна група, јас бев дел од таа група и од она што го знам од тогаш е дека се разговараше и ова со даноците. Ама она што го знам од тогаш е дека даноците не им беа најголем проблем, ниту на оние што се залага за донирање на храна, ниту на фирмите, ниту на државните институции. Значи, прашањето со даноците е секундарно прашање. Донирањето на храна може да функционира и со него, и без него, не е причината за тоа што нема сега такви банки за храни што тоа не функционира во даноците, туку причините се лежат на други места. Главниот проблем е од она што тогаш се дискутираше, како да се обезбеди безбедност на храна, затоа што кога еден супермаркет или ресторан донира храна, ако тој го прави тоа индивидуално и ако не постои, да кажеме, закон за тоа, нема да некој начин ни одговорност. Значи, ако има нешто се случи несакано, тоа е оставено на индивидуална одговорност. Она што треба да се направи според мене е, во реда тоа со даноци, не викам ни да ни не, но она што многу повеќе би имало според мене ефект е државата да има посебна буџетска рамка, посебна буџетска ставка, програма,
кое што ќе дава средства, кое што ќе поддржува, да кажеме, организации кои што се занимаваат со тоа. Има во Македонија моментално фирми, тоа се невладини организации, здруженија на граѓани кои што се занимаваат со ова и тие на тие да им дава државата пари, финансиска поддршка, за да им помогне тие да го организираат тој процес, но само да се поддржи тој процес. Тоа е она што според мене треба да се направи. Не треба да забораваме дека постојат и социјални кујни во државата кои што државата ги организира и во нив треба да се инвестира. Значи се зголемат инвестициите во нив, да се подобрат условите, да се отворат повеќе, затоа што сите социјални кујни од она што јас го знам имаат премногу работа. Целата храна што тие ја спремат многу брзо се троши. Постои голем интерес за тоа. Ви благодарам за овој разговор, Бранимир Ивановиќ. И јас на вас.